во право си. Ние надвор се гушиме во смета, зборуваме тука за гласови за проценти. Што да кажам околу таа тема? Ја не знам, се припукуваат, ги префрлат ингеренциите, управните одбори, значи секоја фирма си има директор, си има заменик директор, си има шефови, си има вработени, си има механизација. Не ти е тебе потребен некаков управен, не ги разбирам сега јас правно како одател, од она што го читам, не ти треба тебе некој управен одбор за да ти дозволи да ти можеш на дневна основа да завршиш некоја работа или да го изчистиш градот. Тоа е саботирање, мислам, на сите нас, скопјани, од страна на градоначалничкото во заменување. Сега тие директори кои се таму поставени, треба да се запрашаат што им прават на своите сограѓани. Дали е тоа човечки и дали се исплати тоа што го прават, што таму стои нивното име како директори на но од друга страна имаме други информации од се уште актуелната градоначалничка. А ѓубрето стои. Какви информации имаме? Дека не може да работи, бидејќи Како не може? Нема одлуки. Предпријатијата има директор, има вработени, има механизација, запали камионот, оди чисти го ѓубрето, не е се управен одбор, селфиња ќе правиме, лајв ќе се пуштаме од пред влада, влогови ќе правиме. Тоа е малце. Таа градоначалничка победи на претходните избори со поддршка на Да, и ВМРО се извини 100 пати за тоа, мислам веќе е општо познато. Да, ама улогата на Советот некако остана премолчано. И Советот денеска искочи, кажа дека сите прашања кои се со комунална хигиена, баш тоа читав сега, пошто тоа е тема, нели? Сите прашања кои биле поврзани со комунална хигиена били изгласани, ја повикуваат, кажи една точка која не сме те изгласале. Значи нема тука, тоа е само едно чисто саботирање на сопствените граѓани.